Ќе разговараме, Дејане, за меѓународна сцена и меѓународна политика, а од вчера нема друга вест, освен најважна, освен она дека паднаа социјалните мрежи Facebook, WhatsApp, Instagram и така натаму. Луѓето останаа вџашени, некои од нив шетаа по улиците, удирајќи се од зидовите, бидејќи не знаат што да прават. Ако мислевме дека светскиот заговор ќе бидат вирусите, се покажа дека сепак падот на социјалните мрежи е најголемиот светски заговор, но и што ни покажа, Сашо ни покажа колку луѓето станале зависни од социјалните мрежи, но морам да констатирам ака слободно дека се покаже дека и нашата фела е многу станата зависна од Фејсбукот, па вчера бевме сведоци не само во Македонија, туку во целиот свет, како и новинарските написи одат многу потешко од што тоа се прави нели во текот на денот. Целата комуникација од тежната така. Се покаже дека мора да се бара некој друг излез, морам прво за нашата фела и морам додека седев да размислам да ми текна. Морам да го кажам дека сепак радиото ќе испадне она за не дај Боже медиум, каде што луѓето ќе мора да се ги вратат навиките, бидејќи очигледно Фејсбукот вчера ни покаже дека нешто треба да се менува. Како рече еден колега, вика вчера не можев да те добијам бидејќи мрежите падне, а ти му викаш пошто не ме побара. Па викам не ти текна да ми свртиш телефон, ке таман ке се чуевме. Тоа се некои апсурди кои се случија, беше и вториот апсурд, морам да кажам повторно ќе го повторам. Вчера Фејсбук се огласи на Твитер, што беше уште една работа. Да. На некој начин беа тие куриозитети кои чудни беа во секој случај. Сепак да кажеме неколку работи кои што се индикативни околу сето ова. Прво, се случува на денот кога се објави еден свиркач, и тоа бивш висок функционер на Facebook, тоа е директорката за продукти, поранешната директорка за продукти на Facebook, Френсис Коган, која даде за 60 Minutes една позната телевизиска емисија во Америка, ТВ интервју пред денешното нејзино сведочење во Сенатот, каде што таја открива дека, односно тврди со илјадници документи кои што претходно беа предадени на Wall Street Journal да ги објави, дека Facebook, алгоритмите на Facebook се така подесени да всушност го фаворизираат профитот наместо јавниот интерес и дека Facebook прави се за да ги оплоди своите пари низ своите социјални мрежи, не само Facebook, туку и другите. И другите кои ги изградува, имаше претходни проблеми со WhatsApp, ќе потсетам, као еден дел од Facebook, што дополнително беше прилагодуван за се зголеми профитот, нешто што Да, таја тврди во своето интервју, а ќе видиме што ќе каже и пред во Американскиот конгрес, таа тврди дека се во Facebook и во целата компанија е подредено на тоа да се направат што поголеми профити, дури и кога се ширење на лаги, дезинформации, фейк нјузови и така натаму во прашање дека компанијата премалку вложува и го распуштува дури и тимот што го има за тоа предвреме и така натаму, и дека првичната цел на собствениците е да направат пари. На тоа се огласи од Facebook, демантира, рекоа дека тие вложиле многу пари, енергија, средства и така натаму, но некако се поклопи Дејанова и падот на Facebook и ова сведочење. Па се поклопи, целата работа не е случајна, погрешна конфигурација како одговор, нели, погрешна промена на конфигурација, сигурно дека ние не сме се експерти, ниту јас, ниту ти, за IT и веројатно со некој од гостите понатаму ќе разговараме со Христијан Василиковски. Но јас она што сакам да го констатираме дека се случуваат неколку работи во светот во моментот што и покрај тоа што никој од нас не сака да влега у тие теории на заговор, нешто крупно се случува. После ковидот почнаа тој Хавана синдром, Пандора вчера ги извади документите, најавите дека социјалните мрежи можат да паднат и да одат некои други. Вчерашниот пад на Facebook многу го чинеше Facebook. Беше чудно тоа што луѓето кои беа вработени во Facebook, тој главниот тим не можеше да влезе во своите работни простори, што дополнително ја подкрепува оваа изјава која треба нели пред Конгресот да излезе и да се сведочи. За кога пред година дена падна Facebook, ова инаку рекорден пад. Да, ова е рекорден 6-8 часа, тогаш падна 20 минути, мисля, че не повеќе. Тогаш се тврдеше некои инсайдерски извори, ама тоа никој не може да го знае, се тврдеше дека всушност Facebook брише податоци и или краде податоци. Да, сега тоа е нешто модерно, ги зима наводно податоците. Сашо, она што беше интересно вчера е дека Twitter се обиде да профитира.
Телеграм рускиот се обиде да профитира, Тиндер, валјда е кинески, не сум толку експерт, да профитира, но сите на крајот се покажа дека социјалните мрежи генерално ќе мора да се рекомпонираат, бидејќи како што до сега функционираше, нема да може. Facebook вчера падна, тој се подигна. Оно што е интересно е дека најголемиот конкурент на Facebook е нели Google на крајот на денот, второ огласувач за огласи во свет е Facebook, прв е Google, се чини дека Google добива сега поени на целата оваа приказна и ми се чини дека американската администрација ќе оди на варијантата Google сепак да биде посигурен од Facebook. Јас се обидов доцна синоќа негде околу 10 часот, нешто порано веројатно, се обидов на Google да пронедам и нели во пребарувачот искуцав и отчукав зошто е паднат Facebook. За 0,8 секунди добив 4 милиарди 200 милиони одговори. Така што и самото тоа покажува колку е рапидна таа проширеност. Се јави и Сноуден од Москва. Да, и Сноуден се јави, тој искоментира дека е добро ова зло да падне. А јас повторно ќе кажам, не бив навлегол изјавите на Сноуден. Сето тоа и со Викиликс претходно и со Сноуден подоцна е мистериозно, особено што тие луѓе избега, мислам Сноуден избега нели во конкурентската ова, да кажеме, империја Русија на некој начин и од таму сега веројатно индоктринирано ќе ги дава одговорите, особено што русите со нивната мрежа сакаат да се наметнат веќе подолго време во светот, тој што ќе доминира со социјалните мрежи, сајбер просторот ќе го држи на некој начин, и со информации, и со нели сите шпионажи кои се случуваат. Она што повторно ќе кажам, човештвото вчера покажа колку е ранливо кога еден Facebook, не би сакал да го омаловажам, но една социјална мрежа, особено што за нашите генерации, ајде овие нови генерации кои се раснети со тоа и да ги разберам, но и ние покажавме кои до вчера немавме ни мобилен телефон, колку е важен Фејсбукот и за општественото битисување и за информирање, но и нашата работа се покаже дека нешто мора да се размислува понатаму, бидејќи ќе бидеме ранливи од тие некакви си сајбер сервери во добро, светот. на крајот на криштата, кога ќе падне Facebook, сите онака имаме прв шок, а потоа се Одиме на Вибер. Потоа одиме на Вибер, да. На Твитер и така натаму некаква комуникација одржуваме. Светот ќе продолжи да комуницира сега на ова или на онаа мрежа. Секако дека ќе комуницира, работата е само да не дојде оној шок вчера од 8 часа. Многу работи се случија тие 8 часа, кои ние тек допрва веројатно ќе ги гледаме што се случило и што дека ние сме се занимавале кај Фејсбукот, што се случило во светот. Јас денеска очекував некои големи вести во светот, меѓутоа се уште ги нема, се уште Фејсбук доминира на светските тикери, но ќе видиме што ќе биде понатаму. Сепак што се случуваше друго вчера, можеби нешто важно во светот, осим Пандора и тоа каше што се објави на нови документи, рекорден број. Јас морам да кажам дека повеќе у регионот денеска 5 октомври, ќе потсетам дека тоа е голема работа се случи за нашиот регион, каде што нели беше урнат режимот од Слободан Милошевиќ, дојдоа тие демократи, досовци кои денеска 20 и колку години подоцна никој веќе од тие лидери на ДОС не е во функција и не е активен политичар, што само укажува дека револуцијата се ги изеде своите луѓе. Денеска повторно имаме нели на власт луѓе кои можеби беа малку повеќе од страната на тој урнат режим пред 21 година, па се поставува дилемата како овие политички процеси се движат и како одат. Она што го спомнувам како 5 октомври веројатно имаше импликации врз целиот регион подоцна, што се случи, падна еден режим, дојдоа демократските сили кои денеска ги нема, се вратија старите на некој начин сили. Ние имаме во српската политика присутни социјалисти од времето на Милошевиќ кои му беа десна рака или во партијата, сега се актуелни политичари. Александар Вучич кој беше радикал, кој беше со Милошевиќ, сега е председател и е голем демократ, а од друга страна оние што го уриваа режимот нигде ги нема. Или се починати, или се избришани од политичката сцена. Тоа што се однесува до регионот, во светот Пандора нели се уште после првиот бран на Пандора кога се објавија, бидејќи ги читам рефлексиите и така натаму, во Пандора во првиот бран објавува активни политичари. Вчера се објавија досиеа на 330 активни политичари беше. Денеска е вториот бран, бидејќи гледам да речеме во Бугарија одеднаш почнуваат да се таму е Дељан Пеевски, оној што е сега кој знае, но тој е еден од најконтроверзните бизнисмени и политичари во Бугарија, кои што и на листите на разноразни
меѓународни истражни органи, Под истрага, кои што се секој се. најде во Пандора и сега во бугарската јавност, бидејќи тоа вчера доцна објавено, гледам коментари кои што се бара сега да се преиспитаат, бидејќи да подсетиме, не се забранети офшор сметки, Не се легални забрани. се тие работи, дури и да имате 10 компании и така натаму, но секогаш е проблемот од кај ви се парите на тие. Да, и плаќањето на данокот. Ми се чини дека Да, легално го избегнуваат, што не договори добро, особено кога се политични прашање, но сега е прашањето добро. Имаш сметки во Монако, имаш сметки на Сејшелски острови, се е тоа во ред. Од кај ти се тие 10 милиони? како 20 ти си ги милиони? заработил тие пари, да. И денеска да речеме во бугарскиот случај бараат да се преиспитува токму тоа. Бидејќи таму имаат комисија за потекло на имотот која работи, а не е пријавено, конкретниот човек не пријавил во својот имот. Ништо не пријавил. Во регионот, Така што да. следува друг бранд, сакам да кажам. Да, во регионот и српскиот министер за финансии, поранешен градоначалник Синиша Мали, потоа председателот на Црна Гора Мило Ѓукановиќ, кој парите ги направил у една шега, видов негде во јавноста дека од 30 години функционирање во политиката, тие пари ги направил Мило Ѓукановиќ оние 2 години кога не бил во политиката, кога беше повлечен, и констатацијата беше дека него тие 28 години му било губење време. Зашто се бавиш со политика кога за 2 години можеш да направиш толку многу пари? Сакам да кажам, и пејачи познати, Шакира, еве го од YouTube, Боно Вокс, тоа се луѓе кои од сите можни сегменти во светското живење се присутни. Ќе видиме што ќе покаже Пандора. Да не падне пак некоја социјална мрежа само со себе. Морам да кажам дека ако просурфате малку низ податоците што велам и до прва ќе се објавуваат на меѓународниот конзорциум за истражувачко новинарство, излагуваат негде дека имања околу 30 на македонски државјани. И тие до душе се јавуваат во различни, еве јас гледам два тројца во Panama Papers, има 10 на 15 во Paradise Papers, тоа се претходните афери и така натаму, и повеќе 20 на има нешто и од оние, така да речено, имаше една афера на Offshore Leaks. Тоа се за последните 2-3 години, а мислам дека ќе се појават веројатно и во овие сега, овој бранд што вчера започна да бранува светот и на овие сега објавени Пандорини податоци, веројатно ќе има некој македонци. Малку интересно ова со падот на Facebook. Јас почнав и да размислувам, иако тоа не може да е официјално, шпекулативно, дека можеби и поврзана целата работа со Facebook, ако се земе во предвид дека овие Панама документи најбрзо се проширија во светската јавност, токму преку такви социјални мрежи. Можеби и тоа имаше некоја причина, не знам, сега шпекулирам. Човек почнува да размислува на се и се што бидејќи некако, како да кажем, коинциденциите, знаеш како велат, една работа која ќе се случи необична е случајност. Втора работа која ќе се случи два пати, која ќе се повтори е коинциденција, ама трет пат е заговор. И морам да го кажам уште за светот на крај, морам да го кажам и тоа дека ковидот, нели, се уште е присутен и дека третата доза се повеќе и се поизвестно е дека ќе биде вообичаена метода за примање. Гледам светските држави овие напредни, веќе третата доза, засилувачката, комбинираната, како и веќе ја нарекуваат медицински, очигледно можеби нема да биде, нели, да мора да се прими, но ќе се препорачува да почне, бидејќи ковид бројките за жал не паѓаат, а пандемијата, ние некако се навикнавме да живееме у пандемија, па оттаму и не ни е прва вест на светските, на нашите вестили, на светските тикери, но оно што успеам да видам дека ви Нов Зеланд, држава која не сакаше ни првата доза да ја пушти, сега обавезно сертификатите кои ги издава, мора да ја имате и третата доза. Мислам дека и кај нас нешто министерот вчера рече дека ќе може да се... Ќе треба да се оди на трета вакцинација. Кој сака сега за сега, да. Но очигледно ќе мора да, бидејќи премногу трае, и е едно од многуте проблеми во светот која би требало да се затвори.